Без споменување дека Делчев е македонец и македонски национален херој, Министерството за надворешни работи конечно реши да реагира на официјална Софија. Властите кај источниот сосед декларативно изразија надеж дека ќе ги спречат провокаторите да тргнат кон Македонија, но не успеа или пак можеби не сакаат да успеат. Од македонското МНР изразуваат жалење дека радикални бугарски поединци, представници на организации и политички партии продолжуваат да изразуваат територијални претензии кон Македонија, нарушувајќи го достоинството на македонскиот народ и држава. Вината ја најдоа и кај бугарските власти. И покрај искажаната волја, Република Бугарија не направи доволно напори да спречи пристапување на радикални поединци на граничниот премин Деве Баир, овозможувајќи на тој начин дел од нив да се однесуваат агресивно, да навредуваат и да применат насилство кон представниците на граничната полиција на Македонија. Од МНР најавија дека ќе го известат Европскиот парламент за недоличните пораки на бугарскиот европратеник Александар Јорданов. Од она што можевме да го видиме на Деве Баир бевме сведоци дека инциденти сакаат да предизвикаат обичните луѓе од Бугарија, но и бугарскиот пратеник од партијата Преродба Ангел Георгиев. Тој на својот Facebook профил само објави снимка на која се гледа дека македонските полицајци се обидуваат да го вратат во неговото возило, но тој упорно одеше кон нив без никаква дозвола да се движи во тој простор, иако наредбите на полицијата на граничните премини мора да се почитуваат, пошто согласно законите пратеникот беше приведен. Според бугарското МНР, вината за ваквиот однос на бугарските граѓани била кај Македонија. Ние сме работеле на расипување на односите со Бугарија, а тие правеле се за истите да останат добри. Действијата на властите во Македонија нанесоа сериозна штета на процесот на враќање на довербата и покрај напорите на преминот Галеб Донев, кој во сложена ситуација иницира процес на деескалација, и вице-премиерот за јавен ред и безбедност и министер за внатрешни работи Иван Демерџиев, кој го посети Скопје токму за таа цел на 30 јануари оваа година, како и неговата посета денес. Причината поради која поголем број бугарски граѓани не можеа или се откажаа на својот пат кон Скопје беше што падна системот на Деве Баир и другите гранични премини. Бугарското МНР ова го дефинира како понижувачко и неприфатливо однесување на македонската влада кон бугарскиот народ. Ваквата реакција на властите во Софија доаѓа во период кога во тамошниот парламент беше изгласана нова декларација што стана услов за европскиот пат на Македонија. Една од точките во неа се бугарските културни клубови во државава, односно жестоко спротивставување на законот за фондации и здруженија, според кој културните клубови Ванчо Михајлов и Цар Борис III имаат уште 10 дена да ги променат своите имиња или според новото законско решение ќе треба да бидат затворени.